еден од тимовите на Цивил Центар за Слобода денес на караванот низ Западна Македонија. За прва станица го има гостиварскиот плоштад. Во Гостивар сме во состав на проектот Гласам, значи постојам, I Vote, проект кој го спроведува Цивил низ сите поголеми градови низ Македонија и чија основна цел е охрабрување на граѓанките и граѓаните на Република Македонија слободно да го исполнат своето легитимно право за изјаснување на престојниот референдум на 30 септември. Уште од почетокот на договарањето и на процесот на подпишување на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција, Цивил презема една широка лепеза активности пред се за воспоставување на мониторинг на комплетниот општествено-политички контекст во Македонија. И заради тоа ги посетуваме градовите, разговараме со граѓанките и граѓаните со таа цел да ги охрабриме да излезат и да го исполнат своето легитимно право. Подршка на овој проект дава амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје. Инаку, она што е основно, што Цивил Центар за Слобода како организација која веќе 2 децении се бори за човековите права, особено едно од основните права за искажување слободно на сопственото политичко убедување и сопствениот став за сите важни прашања во оваа држава е дека Цивил ги повикува граѓаните да излезат слободно и да го искажат својот став, да не подпаѓаат под лажните вести, манипулациите, да не ги заплашуваат притисоците, заканите, говорот на омраза, па дури и повиците на насилство, кои за жал се присутни во македонската јавност и на социјалните мрежи, иако до сега оваа остра дебата меѓу двете антагонизирани страни во македонското општество се одвива главно на високо, цивилизирано ниво, меѓутоа постојат одделни структури во Македонија кои на сите начини се обидуваат да влијаат врз граѓаните. Исто така сакаме да истакнеме дека позицијата на Цивил Центар за Слобода е јасно дефинирана. Цивил ги охрабрува граѓаните. Цивил не зазема страна, Цивил ќе го мониторира процесот на изјаснување, значи и во текот на овие денови и за време на гласањето и постреферендумот. Долгорочните и краткорочните наблюдувачи на Цивил ќе ги мониторираат сите активности, ќе соработуваме со сите наши активисти во градовите низ Македонија, со нашите граѓански новинари и ќе го бележиме сето она што се случува. Но тоа ќе биде објективно и надпартиски заради тоа што Цивил не си зема за право да влијае врз било кој граѓанин или граѓанка на државава како да се изјасни. Наша иницијатива е да се спречи говорот на омраза, да се спречат повиците на насилство, ги повикуваме и тие структури што тоа го прават да прекинат, зашто тоа не е начин на изразување подршка на било каков политички став, ги повикуваме дури одговорните институции да преземат нешто против тие што тоа го прават во Македонија. Ги повикуваме граѓаните, што може да се види еве и денес во Гостивар, да запишат на нашиот зид нешто како графит за сопствените ставови за или против. Секој има право да се изјасни за ова чувствително прашање како што сака и како што е неговиот став. Исто така имаме една символична кутија за гласање на која граѓаните можат да го стават својот глас и својот став, но најважно е дека нема да влијаеме врз граѓаните, туку само ги повикуваме и ги охрабруваме да излезат за ова, според Цивил Центар за Слобода, исклучително важно, па може би дури и судбоносно прашање за иднината на оваа држава и наследните генерации, да излезат и да гласаат за тоа да не го прави некој наместо нив, да не се манипулира и шпекулира со волјата на граѓаните и еднаш за секогаш Македонија да го искаже својот став слободно, на еден легитимен начин, а со каков успех ќе помине сето тоа ќе видиме на 30. Дали има некои поплаки од граѓаните, зашто често ги спомнавте, има такви организации што може да ги уплашат нив. Дали има такви работи до сега од Цивил што ги третирала во терен? Од досегашните сознанија без оглед, што велам, општеството е навистина антагонизирано, ставовите се поделени, според нашите сознанија од досегашните посети низ градовите и според праките кои се и тука и ние сите ги чуваме, за сега ставот е повеќе позитивен отколку негативен, но
Важно е дека има поплаки од граѓаните, имаме информации кои се обидуваме да ги провериме, дека одредени структури се обидуваат да заплашуваат и да уценуваат, да некои дури бараат и депонирање на личните карти за време на денот на гласањето. Сето тоа се информации кои екипите на Цивил, активистите и новинарите, нашите граѓански новинари низ градовите ќе ги проверуваат. Сите наши сознанија ќе бидат објавени на нашата медиумска платформа тројазична, на македонски на Цивил Медија МК, на албански Дрейт МК и на англиски Цивил Тудеј МК. И сето она до што ќе дојдеме, ние јавно ќе го презентираме, ќе ги осудиме сите обиди да се прекршува волјата на граѓаните и ќе ги бележиме и сите позитивни работи, се разбира.